Pakewa lendikutne deshenya oari tamam kovakti si vakti te shura kera amari abdusutni emisia. Odoleske mangeder mangawa taro naftaro Roma pres tai taro naftaro miro sarlegerutno kia kaya tevakera vondrenu ili avrialtar rinceski emisia ko pervazia tari amaro medium Roma pres te selamin keraftu menem te mangaftu menge shukaralen hem shukar tumaro dive hem shukar reslen te dikena kaya amari emisia. Ko shuru magavate vikinaf sarinen tumen, kolaso dikenamen ko akala momentia te keren sherte spodilnena ke amari live emisia. Soske dodava odova odoleske soske ki avdusutni emisija ka kerel pelafi baš odova so najviše kamlape te kerel pelafi. Baš odova so oroma si najranli. Baš odova so oroma najhariđaninale. Baš odova so oroma trebалале najviše информација та едукација ки те шајте остваринен. А одова манглете сајди мале дизутне окола со ка керен шерем ка споделена ка емисија, ка поможинен те шајте до зајна погутер башо амаре нијамија. Или те шајте вакера по окова наромане акцентеа башо амаре правија. О правија е дизутенгер, о правија е роменгер. О правија ка на керела пелафи башо одова соски ромаси сака на маргинализириме. Соски ромаси сака на стереотипеа тај телал дики баја диклетаро о јавера кола со джидинина ко јекса соитнима. На керела пелафи салде башо нијамија или правија е роменгера тари Република Македонија. Нума керела пелафи тај башо о нијамија о правија е роменгера тари састи Европата и тари састи лумија. Одолеска со скавдиве ко етери тари Рома пресисјамен професорка е која со ка керел лафи башо о нијамија е роменгера ки Македонија, нума тај о нијамија е роменгера тај јаверенгера ки састи лумија тај ки Европа, кана керела пелафи башо дова сар камла памен те куландина маре нијамија овакти тари вондредно состојба. Овакти тари авријал тарунически ричипота, кана керела пелафи баши и пандемија кола те со раклова јали о ковид дешења. Себеби од ова со бут хариџанлапе башо нијамија е роменгер. Себеби башо од ова со рома хариџанина канаџана ко институција јали канаџана ко сасуитника не тана те куландинен пире нијамија тај сар камлапете делуинен кана керела пелафи башо од ова сар те куландинен пиро било саво нијами, дали англо институција, дали кана каџан ко маркет, дали кана керен лафи дисаве службено манушеа сар со се жандармеријата и јавера, сар камлапете куландинен пиро нијами. Себеби со бут хариџанлапе башо акава. Jektaru hemdikle romane portalja Roma Press ki te shaj te kerem peshtar ciklus emisija kulende su kadatu men haberite informacija baš od ova sarkamlape kočačikanete osvarinen tumare nijamja. Почитувани мои гледачи, почитувани присутни во оваа лайф емисија, најнапред сакам да ве поздравам и да ви посакам добро дојде во една вондредна емисија во рамките на нашиот електронски медиум Рома Прес. Емисијата ја насловивме како
Почитувани мои, се извинувам за нашите технички интернет пречки. Како што реков, сакам да ја најавам мојата денешна гостинка. Се работи за професор доктор Каролина Ристова, астерот од правниот факултет Јустинијан I, шефица е на катедрата за воведни теоретски правни науки. Предава повеќе предмети од областа на правните науки, како што се вовед во право, филозофија на право. Исто така предава и политички науки, како што се наука за политика и феминистички теории за политика, како и политички систем на Европската Унија, проширување на истата и правен систем на Соединетите Американски држави. Своето академско и правно и политолошко образование го има стекнато во Република Северна Македонија, како и низ повеќе европски земји, како што се Швајцарија, Холандија, Унгарија, Италија и така натаму. Исто така, своето образование го има постигнато и во Соединетите Американски држави во Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон. Авторка е на повеќе од 50 труда и 3 монографии. 2 децении била активни во политичкиот живот на земјата, што представува интересен профил на нашиот гостин, како што се вклучително и пратеничко место во Собранието на Република Македонија од 2002 до 2006 година, каде најмногу работела на проблематика на евроинтеграцијата, надворешна политика и слобода и права на граѓаните. Сметам дека имаме вистински профил со кој може денеска да разговараме во темата насловена како Твоето право за време на вонредна состојба. Па во ова време сакам да ја поздравам мојата гостинка професор доктор Каролина. Добар ден и добро дојдовте во нашиот електронски медиум. Добро вечер, Ирчан. Се надевам дека ги надминавме техничките. Добро вечер да сите вклучени на Рома Прес. Ви благодарам на поканата, како и на Сдруженијето на правници од ромската етничка заедница, на Срđan Ахмет, кој што не поврза на иницијативата за инклузија на заедниците, за развој инклузија на заедниците, да не ја сгрешам името. Се надевам да ве затекнувам сите во добро здравје, сите се чувате, денате превентива и меѓу другото и тоа е дел од темата што ќе разговараме. Значи, добра е комуникацијата. Да, комуникацијата е во вистинско ниво и веднаш во самиот почеток би сакал да го користиме времето од тоа што да се окористиме од знаењата на професорката, па повеќе да молчиме ние, а повеќе да разговарате вие, тоест да ни информирате за нашите права. Најнапред, како прво прашање би сакал да ве прашам што е тоа вонредна состојба, ако може малку подетално да ни објасните. Да, мислам дека е одлична идејата да си го зголемуваме нашето правно образование. Мислам дека навистина е за поздравување. Што цела ова вонредна состојба, која што стана клучен муабет овие неколку месеци, покажува дека речиси сите наши сограѓани некако немаат голема свест за своите слободи и права, особено во вакви ситуации. Значи, тоа не се однесува само на припадниците на ромската етничка заедница, која што повеќе е фокусот овде, меѓутоа и пошироко. И што е уште за мене загрижувачки е што многу наши сограѓани дури сметаат дека во рамките на вонредна состојба некако сите ваши слободи и права, и ако верувате дека ги имате и ги знаете, дека треба да трпат во позадина заради она што е причината за вонредната состојба. И затоа е добро да инсистираме, да дебатираме на оваа проблематика, регулирана во Уставот со неколку одредби и опфаќа ситуации на некаква исклучителност од она што е редовното, самиот наслов кажува, и тоа се ситуации на природни непогоди, како земјотреси, поплави. Ние сме го имали едното и другото, меѓутоа не до тој степен да
за среќа наша, да бара нели воведување во одредна состојба. И другата карактеристична ситуација е секако ова што сега ни се случува, а тоа се епидемиите, односно пандемиите на заразни болести. Вонената ситуација е навистина исклучок и тешка ситуација гледано од аспект на правото, до тој степен што самото нејзино прогласување бара двотретинско мнозинство во функционирачки парламент. Значи, многу висок степен на согласност за тоа да се прогласи, доколку парламентот не може да заседава, што всушност и беше ситуацијата кај нас во Македонија, бидејќи пред или да дојде пандемијата да тропне на нашата земја, леговме во оној изборниот филм, некој би рекол изборна треска, го распуштивме парламентот и среќа Уставот го регулира и таа ситуација во смисла да предвидува доколку парламентот не може да се состане од било која причина, кај нас беше заради распуштеност, односно само распуштеност, меѓутоа во некои други такви вонредни ситуации, како што ви опишав, може да се случи физички да биде спречен, или ако имате катастрофален земјотрес, како што Скопје нели го имаше за жал во 60-тите години, или голема поплава, да ни не може да се собере. И во таква ситуација, според нашиот устав, председателот на Републиката ја прогласува вонредната состојба, како што и се случи. И сега таа е временски ограничена, што е втора причина, која што или показател дека станува збор за нешто многу сериозно, освен нели прогласувањето што бара висок степен на согласност за да се помине кога парламентот би функционирал, а тоа е дека мора да биде врзана за одредена временска рамка од 30 дена, максимум, може и пократко. Во сите овие неколку месеци, што имавме 4 нели прогласување на вонредната состојба, всушност продолжување, имавме варијанта и фул бројката, значи целосната бројка од 30, максимум што би се кажало, меѓутоа и скратена варијанта, односно по 15 дена, и сега веќе тој дел заврши. Имате дилеми околу тоа да треба да биде еднократно, значи повеќе да не може да се прогласува, меѓутоа она што испадна како еве сега толкување како преседан, и јас лично мислам дека е во духот на она што е Уставот, во зависност од каква е ситуацијата на теренот, парламентот, односно кај нас сега во ситуација кога парламентот не се заседава председателот, може да ја продолжува, и последното продолжување заврши практично минатата сабота, ако не се лажам, на 14 јуни, и така да целата логика, значи на вонредната состојба е да се адресира проблемот кој што не е тековен и кој што не може на тековен начин да се разреши, туку да може системот, а и граѓаните да го адресираат, дали е поплава, дали е земјотрес, дали е пандемија, односно епидемија, на посоодветен начин. Тоа е целата замисла позади концептот на вонредна состојба. Да, сега се слушаме. Јас дослушав до крај, поради тоа што навистина вреди да се слушаат сите информации кои што професор доктор Каролина ги објасни. Рековте дека Република Македонија на некој начин
во претходните години ја имаше фатено водрена Ечан? состојба, поради тоа што имавме земјотреси, имавме и поплава, за жал како што и вие рековте, меѓутоа поминаа доста години од тогаш и пандемијата неочекувано дојде и сите бевме во шок што е тоа вонредна состојба, па како сега ние да се однесуваме во време на вонредна состојба, како да ги искористиме нашите права во време на вонредна состојба, и мислам дека во вистински момент ги добиваме сите информации од ваша страна. Спомнавте дека немаме голема свест за тоа како да ги искористиме нашите права за време на вонредна состојба. Прекин. Да, секако. Па би сакал да направиме еден општ осврт за ситуацијата. Пред се имаме проблем, дефинитивно. Дали ме слушате? Касиновото тоа. Да. Следно што би сакал да ве прашам е да направиме еден општ осврт за ситуацијата. Пред да продолжиме понатаму со прашањата, сакам да ве прашам каква е моменталната состојба во светот и во Европска унија кога се однесува за прашањето правата на граѓаните, водрената состојба и остварување на нивните права. Да, јас те слушам. Јас сите се закачени на интернет. Ерџан, ме слушате? Да, јас сега ве слушам, Ме дали слушате? вие ме слушате? Ерџан? Дали се слушаме? Не си проблем. Ачав се. Никаков Да, сега може да може почнам да да одговорите на прашањето. Може да почнам? Да, може. Да ви го одговорам прашањето или? Може. Што на почетокот го кажав, со дека нели сме имале порано, па не знаме всушност за овие генерации да имаме ние воопшто прогласување на вонредна состојба, да биде дури малце и смешно, ако не трагично состојба. Значи, иако е тоа уставен институт и категорија, немаме таков закон, што последователно може ќе поразговараме и создава некакви проблеми. Има нели тој закон за управување со кризи, ама тој се однесува за состојби кои што не се на ниво на вонредна состојба. Ако се сеќавате на почетокот на самата криза, тој го искористија за дебари за центар Жупа. Меѓутоа за ниво на дел или на цела територија на државата ова е прв пат. И сега, ако е за некоја утеха, ова што ние тука го разговараме, ако следите споредбено вестите, јас се трудам максимално, кога ќе почнам од Нов Зеланд, Австралија, па натаму по временски зони, секаде има дебата околу целава ситуација, вклучително и од аспект на слободите и правата на граѓаните. Значи, ова е ситуација која што е нова за најголем дел од граѓанството, од сите земји во светот, особено во Европа и во западните земји воопшто се дебатира во голема мера за низа од мерките кои што се преземаат, од познатиот локдаун, како што го викаат, и што практично значи затворање на системот, од затворање на границите, влезот, излезот во земјите и потоа
внатрешните мерки кои што се превземаат за да се спречи ширењето на самиот вирус. И тука веќе имате варијација на тема од она што е препорака да се намалат контактите и движењата меѓу луѓето до она што е најтврдо како што беше кај нас со полициски часови од по 61, 81, ако не повеќе часови. И сите тие аспекти се дебатираат, дотолку повеќе што има и земји кои што не одат со толку, така да кажам, тврд или екстремен пристап, односно не со таков притисок врз слободите и правата на граѓаните, вклучително и почетно слободата на движењето или затворањето на практично све што е јавен живот, па и на голем дел на економијата, работење од дома. Тој пример е нормално моделот на Шведска, потоа имате голем дел од земјите кои што беа понапред во пандемијата, како што се Тајван, Јужна Кореја, Јапонија, кои што горе доле ги тера цело време овие работи баш со мерки кои што сега кај нас се форсираат. Така да дилемата е дали Европа, кои што или се себе замислуваат како земји или се себе перципираат како земји каде што многу се почитуваат слободите и правата на граѓаните, не се поведоа премногу по моделот кој што Кина го примени во Вухан и зошто со нормално последователни обвинувања дека тоа се премногу авторитарни мерки, наместо, например, да се поведат по земји како Кореја, Јужна Кореја, Тајван, Јапонија, или пак цела оваа дебата што ни е поблиску нас за случајот со Шведска. Така да, значи, муабетот е секаде исто така и однос на самите мерки, нели варијантите, па за однос на прекршувачите, во однос на мерките. Она што е важно дека може да ја разговараме и стратегијата, и мерките, но најмногу и дали во името на борбата со вирусот можат ограничуваат сите наши слободи и права, кои слободи и права, до која мерка, колку е тоа оправдано, а колку е злоупотреба, затоа што да не заборавиме секогаш треба да сме будни во тој дел. Некои луѓе може тоа да го искористуваат за други цели од она што е декларираната именно заштитата на животот и на здравието. Така. Професорка, тонот касни, гласот малце касни, затоа и покасно ви поставам прашање. Ќе ве замолам во следните прашања да чекате кога јас ќе почнам со поставувањето на прашањето и тогаш ќе имаме квалитетна комуникација. Следното оно што сакав да ве прашаме, каква е ситуацијата во моментот во Македонија? Гледаме дека бројот на заболени од ден на ден расте, бројот на жртви за жал расте, од друга страна рестрикциите се намалуваат, границите се отвараат, водредната состојба кај да е за неколку дена ќе заврши. Каква состојба имаме во моментот во Република Македонија? Сега, зависи од кој аспект ја гледаме ситуацијата. Мислам дека
ако збориме политички, очигледно Македонија се враќа во нормала или правно, значи практично со престанување на последната од 15 дена, ние мора да се ме слушате? Ме слушате? Да, ве слушаме. Вие продолжите да одговорите на прашањето. Ние слушам. Аха, затоа што паралелно зборевте и вие, па значи, со престанување на последната вонредна состојба, ние практично го враќаме целото општество и правниот поредок во она што е нормално функционирање, а очигледно ало, се очигледно подготовките се практично продолжување на она што беше пред да почне пандемијата, тоа е враќање во расположението или функционирање на системот предизборно. Значи се поставува императивно да се вратат институциите со целосен политички легитимитет. Имате затоа преговори нели околу воспоставување нов изборен датум. И сега тука граѓаните различно реагираат на целата работа, дали има нели подготвеност за тоа враќање во нормална или натаму треба да продолжуваат вонредните состојби. Дел смета дека ние мора да научиме да живееме со вирусот, со целата превентива и дека тоа е единствениот начин ние да ги минимизираме сите тие смртни последици и луѓе кои што завршуваат во болници, или за самиот вирус да им треба и не само домашно лекување, туку и да треба да одат во болница. Тоа е целта, да се минимизира, но од друга страна општеството ќе мора да се врати постепено во нормала, во смисла на максимално што би можело да биде нормално функционирање, затоа што цената и економската, и социјалната, и политичката е нешто што не може да продолжи вака, бидејќи расте и ќе ги погодува се поголем број на наши сограѓани. Ние и самиот здравствен систем трпи последици во однос и на сите други болести и во однос на социјоекономското живење на граѓаните. Значи мора да се научиме истовремено да ги тераме сите работи со минимизирање на штетата. Фокусот сега е само на коронавирусот и на ковид, но ќе мора да сите како граѓани, како организации, како медиуми, како политика, све поред, да успееме сето тоа заеднички да го тераме, истовремено и со што помалце штета. Така да состојбата, ако прашувате со еден збор, е тешка, но е нешто што ќе мора да се соочиме. Нема да можеме понатаму вака. Да, она што како клучно прашање за вечерашната емисија го имаме подготвено и мислам дека е најбитно да се постави и да се искористи одговорот од вас, професорки, е тоа како луѓето може да ги заштитат своите права за време на вонредна состојба. Читам тука од Сузан Амет едно многу добро прашање за кое што јас
многу често реагирам и на социјалните мрежи, имено во врска со правата на пациентите, при што се мисли не на овие што постојано сега ги зборуваме со вирусот, туку и за оние со хронични. Дали ме слушате, професорке? Ерџан? Да, јас ве слушам. Би сакал да продолжиме понатаму, меѓутоа интернет техничките проблеми се тука и не спречуваат. Следно прашање е кои луѓе како луѓето може да ги заштитат своите права за време на вонредната состојба? Кога ќе го слушнете? Да, јас нешто почнав, читам едно прашање од Сузан Амет, мислам дека ми го поставивте општото прашање за слободите и правата, така? Ова пак е Валентикот ни ренаемен ко етер, долеја со извинеамен туменге вашо интернет техничка проблеми, таририк е професор Какери и која за секоја јек минути треба да пале момент за раки линија.
Ове на Менцар Керен Швера ке емисијата, шајте ширен повише информација. Професорке, дали овој пат се слушаме добро? Ја ве слушам сега добро. се дали се Так, средивме. да. Вака се да се договориме за да може да продолжиме по-квалитетно и со прашањата и со одговорите. Кога ќе завршите вие со одговорот, ќе почекате јас да ви го поставам прашањето, па ќе одговорите. Затоа што имаме Ама јас мало така и правам. закаснување на тонот и затоа добро. Ајде, следното клучно прашање, ми остана уште 2-3 прашања само, е како луѓето можат да ги заштитат своите права за време на вонредна состојба. Мислам дека ова е едно од клучните прашања кои што заслужува добар одговор. Па не мислам прво пред да преминеме на заштитата треба да поентираме, не знам дали се изгуби во конекцијата сето тоа, дека граѓаните се во забава ако сметаат дека заради епидемијата и вонредната состојба дека ги сите нивни други права и слободи се суспендирани. Тоа не е точно. Има ограничувања за некои, меѓутоа Уставот тие работи ги поставува горе-доле многу јасно. Има експлицитно исклучување, односно ограничување со Уставот само за едно право. И всушност самиот Устав кажува дека сите слободи и права што ги имаме во Уставот може да се ограничат само во согласно со Уставот. И во самиот Устав само слободата на собирање на граѓаните во вонредна состојба се наведува дека може да биде ограничена. Имате од друга страна слободи и права кои што во ниедна варијанта не може да се одземат или ограничат во вонредна ситуација, тие се горе-доле и логични, например, не може да ви се одземе правото на живот, да речеме утре владата, не знам, да донесеш некоја уредба со законска сила со која што ќе каже дека ја враќа смртната казна, значи дури ни во такви ситуации, не може присилен труд, не може понижувачки односи, казнување, не може казни без да има за тоа пропишано и дело, и во однос на она што е слободата на мислата, говорот на луѓето и верските чувства. Сега во однос на поголемиот број на другите слободи и права, и тука е всушност таа сива зона, ограничувања може да се прават, меѓутоа во правото има стандарди по кои што тие може да се прават и тие стандарди всушност се многу логични, дори за луѓе кои што се лаици во правото, значи она што велам ја здраво разумски, значи не можете да го ограничите слободата или правото на некој граѓанин ако тоа не е пропорционално со целта која што сакате да ја постигнете. Нели, како што се вика народски, со чекан да тепате мува, тоа е непропорционално. Потоа мерката секогаш треба да се применува, особено ако е потешко ограничување, само ако нема алтернативна друга полесна мерка. И тоа е, мислам, еден од проблемите што ние во целиот овој изминат период во голема мера го имавме со низа од ограничувањата и секако ограничувањата да бидат врз основа на она што ние го имаме како медицинско сознание или докази, обичајното се вика или медицина на докази, за да се направи. Во таа смисла, например, многу проблематично и ударно уште од почетокот беше ограничувањето на граѓаните кои што наси се прибираа од странство, ако се сеќавате она за 14 дена самоизолација плюс потоа 14 дена карантина, односно обратно, значи 14 плюс 14 дена, значи практично им се одземаше слободата на движење и се другото, да идат на работа и да заработуваат и така натаму, без оглед на тоа што стандардот е дека инкубацијата во максимални рамки е 14 дена. Ако не се случи ништо тие 14 дена, ви тестираат зашто да ги држите граѓаните уште 14 дена плюс. Тоа ви го кажувам чисто како илустрација. Голем проблем во однос на низа слободи и права создаде полицискиот час. Во целата ситуација откри дека многу работи не се
соодветно регулирани кај нас црно на бело, што во други земји не би било проблем, затоа што ги има овие другиве тестови што ви ги кажав, меѓутоа очигледно кај нас во законот за заштита од заразни болести целата таа проблематика која што треба и врз основа на која што се воведува овие полициски часови треба многу убаво да се прегледа, бидејќи излегува дека властите имаат право да малте не воспоставуваат неограничени полициски часови. И ние бевме единствени кои што имавме полициски часови со непрекинато траење од 3-4 дена. Јас сега еве прочитав, тука имаше прашање од Сузан Амет, каде што дури и комисијата и министерството што ги предлага овие работи не водеа сметка дека прво и за здрав прав човек не припада дома. Дури и во затворите, јас давав примери претходно, има обврска барем 2 сата да бидат надвор на свеж воздух. А што станува збор со луѓе кои што се хронични заболени, например, кои што од здравствени причини треба да се движат, срцеви болесници, диабетичари и така натаму. Оние кои што беа со домашните миленичиња и успеа некако да се изборат, меѓутоа и лицата со посебни потреби, но остатокот од граѓаните кои што се со други здравствени состојби апсолутно беа доведени во ризик, а да не збориме и за луѓето кои што мака немаат некакви посебни здравствени проблеми, сепак самата затвореност по 3-4 дома без движење, без свеж воздух и така натаму влија и на физичкото и на менталното здраве. Значи малце стана целата ситуација цинична, а тоа е меѓу другото затоа што верували или не по нашава актуелна регулатива, ако ја читате буквално, иако јас сега не можам да аргументирам дека не е така, меѓутоа буквално излегува дека немаат ограничување. Ако рече една недела ќе седите дома, ќе седите. Потоа исто така излезе еден друг проблем со таа, бидејќи го кажувам најмногу затоа што е најекстремен пример на повреда на слободите и правата, што и полицискиот час, но и сите други такви рестриктивни мерки различно влијаеа на слободите и правата на граѓаните. Значи тоа знаете како делува како калуп, ама не е баш еднаков калуп, затоа што да седите постојано дома не со иста тежина за кај луѓе кои што имаат на пример двор, така, или живеат во куќа или во друг град, или живеат во некое мало станче во Скопје, па дури ни без балкон, има некои такви со француски балкони, или некои кои што немаат живеалишта, или па како сета таа затвореност ќе влие на луѓето кои што често екзистенција зависи од неформалната економија. Значи, сушност, на некој начин дури како мерките беа воспоставувани и иако на сите ги повредува, сепак повредата е со различна штета на страната на повредените граѓани. И може и с други примери да се кажуваат, но ова што е спомнато тука од една од гледачката во однос на овие другите болни е, мислам, едно од најакутните и најциничните последици или жртви во целава ситуација, затоа што ние сите толку се фокусиравме само на вирусот, да сите овие други болни ги запоставивме, многу од нив се и дури исплашени да одат во болница или беа дестимулирани, обесхрабрувани да одат во болница. Значи, ако гледате строго здравствено, колку имате тука повреди на слободите и правата, дури не на еден груп директен начин, туку индиректно со самите мерки. Јас затоа неретко нагласував колку што вирусот наштетува на здравјето, толку може и мерките, и сите ние треба да тие работи така да ги гледаме и обмислуваме. А како да ги заштитиме, Ерџан, тоа е второто прашање? Следното прашање. Иако тоа е прашање, ако сакаме да зборуваме подетално, тоа треба повеќе да се надевам во наредните емисии со практичарите, бидејќи тоа е нивен домен, значи другите правни професии. Меѓутоа јас начелно ќе потсетам дека
вонредната состојба не значи укинување на сите институции целокупниот правен поредок. Значи, вие она што редовно би го направиле за да си барате заштита на слободите и правата, го правите и во вонредната ситуација. Значи, ако е некоја тешка повреда, одите кај адвокат, поднесувате тужба, значи се обраќате до судството. Ако е самиот акт проблематичен, еве има околу 55, мислам, уредби со законска сила што донесе владата, веќе има над 30 иницијативи, значи во однос на актите кога се напаѓаат. Ако имате проблем со полицијата, се обраќате, зависи од повредата, може да се обратите најпрво внатре во полицијата на нивната внатрешна контрола, нели? Ако е случај на дискриминација, се обраќате до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Ако е нешто со управата, кај Народниот правобранител. За жал, само парламентот, механизмите таму што се, заради ова што прво го зборевме, не можете да ги искористите и да се крене тоа на политичко ниво. Меѓутоа, како индивидуални слободи права на индивидуални граѓани, сите други механизми може да се користат, до некаде оттежнато, како што општо целиот систем е отежнат, меѓутоа, пак ја спомнам, е отежнато и со делот она што беше со полициските часови, бидејќи голем дел од луѓето не можат да работат од дома, оние што се по Facebook и социјални мрежи во оваа интелектуалната, дигиталната економија не можат голем мера да го сватат, ама голем дел од луѓето мора да одат физички и да работат во физичката економија, па да трчаат да купат за јадење и да трчаат да не го фатат полицискиот час, така да ограничувањата беа повеќе на индиректен начин отколку директно. И во таа смисла, да, има проблем. А ако гледаме како механизми, тие би се на располагање и кога ја има вонредната состојба, но искуствата што овие 3 месеца ги имаме, според мене треба да бидат причина да се седне целата таа проблематика од уставот па законите и праксата, да се погледнат многу подетално, многу пово и сите овие пропусти да се надминат и минимизираат во однос на повредите што овој период се случува. Вонредната состојба. Следното прашање е дали важат сите закони за време на вонредната состојба во која што уште се наоѓаме, за жал. Па не, мислам дека завршивме со тоа. Инаку законите, значи кога имате вонредна состојба, правниот поредок си останува ист. Она што е интересно сега кај нас и што сега го откриваме практично и што ја го наоѓам и како чуден пропуск во нашиот устав, од секој што го наоѓала, сега доаѓа до израз, е дека независно дури кога парламентот би функционирал, по нашиот устав, така е формулацијата, владата во таква ситуација си носи уредба со законска сила. Значи, практично тоа би биле уредби кои што ја заменуваат законодавната дејност на парламентот. Тоа што редовно го очекуваме од собранието да го носи, во оваква ситуација го прави владата. Нормално логиката е да се концентрира само на работи во врска со состојбата што е адресирана во вонредна состојба, значи во случајов е пандемија, заразна болест, вирус, значи само на тоа, а да не наблегува во другите закони. И она што допрва треба да се анализира и што на некој начин навлегува у вашето прашање, што има многу интересна формулација, кога ги видите уредбите на владата, најчесто, не најчесто, секогаш од оние ја што ги видов, формулацијата оди уредба со законска сила за примена на тој закон или нешто интервенирање во тој закон. И сега ние, кога предаваме на правен факултет, има два типа на уредби, едните се за извршување на закона, другите се каде што вие практично, ова што настава од уредба со законска сила, ви вршите субституција, односно замена на законодавна дејност. Треба да се види во нашите уредби со овој хибриден наслов и едното и другото, дали они
прават суштински интервенции во законите или навистина го применуваат законот на конкретната ситуација заради која што постои вонредна состојба. Формално законите си важат и сега, но интервенциите што ги прават со уредбите, колку ги преминуваат делот на она што е законодавство и што е превземање на функцијата на собранието, ама само за вонредната состојба и вирусот, е прашање кое што допрва треба да се анализира. Ако се видат бројот на иницијативата пред Уставен суд и како ќе се одлучува за сето тоа, мислам дека вистинскиот одговор на вашето прашање допрва ќе следува, значи треба да се направат тие анализи колку владата ја искористила ситуацијата онака како што бара Уставот, а колку всушност на некој начин ги дезавуирала законите или си ги проширила своите овластувања надвор од законите. Така да тоа би било се овој првичен одговор, но не и целосен. Значи дополнително ќе треба да се видат тие работи. И има уште еден интересен момент во однос на законите. Самиот Устав вели дека одлуката за прогласување на вонредна состојба оди на потврда пред парламентот. И сега по правна логика тоа би значило сите уредби што владата со законска сила ги носи би требало кога ќе се конституира парламентот исто така да се видат. Но експлицитна одредба за тоа нема. И имаше една дилема што се појави, таа е расчистија околу важењето на уредбите, веќе престане вонредната состојба, дали уредбите, последиците од уредбите натаму важат. Она толкување што го дадоа е исправното, затоа што ние не можете односите меѓу луѓето, а и правните односи да ги направите, знаете како она што е прекинувач за струја, уклучи и исклучи. Има работи, еве сега на пример како со матурата. Вие во вонредна состојба одлучувате дали ќе има или нема матура, меѓутоа тоа ќе има последици на есен кога ќе имате нели уписни рокови и така натаму. Значи да, за некои работи ќе се протегне действувањето и после надминувањето на вонредната состојба и тоа е се во ред, меѓутоа мора да има преиспитување кои од тие работи се во функција на целата таа проблематика која што во пандемијата се адресира, а кои работи се излезени надвор од законските рамки. Така да тоа би било одговорот првичен, како што реков. Сега, на самиот крај сакав да поставам уште едно прашање за да може да го обелодениме она што го зборовме сега за законот и за уредбите. Можете да ни кажете некој класичен пример за тоа какви закони и уредби беа донесени до сега во време на вонредна состојба и колку тие истите важат? Па мислам дека тоа го адресирав сега претходно. Најголем дел од тие ја што сум ги видела, инаку ги има многу, кажав околу 55, па треба да седнете подетално да ги анализирате и така натаму и така натаму. Меѓутоа голем дел се во функција на адресирање на оваа ситуација. Јас имам проблем со тој хибриден, мешовитни рибани девојка однос, каде што од една страна логиката им е уредба со законска сила, ама за примена на одредби на некој закон во вонредна состојба ради ковид. Значи тоа тогаш не е со законска сила, бидејќи нема законодавна дейност, него е ние што правниците го викаме општ подзаконски акт, кој што значи примена на закон, што е вообичаена функција на владата. Оној дел каде што они прават законодавна дејност, за тоа имаше од она што нели по допрен глас слушаме сите од медиуми, од јавност и така натаму, има простор за дебата колку тие работи да вистина се секогаш во функција на адресирање на пандемијата, голем дел се од она што јас сум видела, меѓутоа сигурно има и некои кои што не се. А мене најспорно ми е оној дело што ни е нас тука тема, каде што во голем дел од тие дали примена на закони, пред се мисли на законот за заштита од заразни болести, било во функција на друго, се повредуваа слободите и правата
на граѓаните. Значи се прават интерпретации, еве ќе ви примерот што го зборам, ако го видите Законот за заштита од заразни болести, пишува дел од мерките дека може да се воведе посебен режим или ограничување на движењето на граѓаните. Се знаете, тоа е толку широка формулација, ама да ми кажавте пред пола година да ја читам таа одредба и некој да ми рече ова дека ќе се искористи за луѓето да бидат затворени по неколку дена без право ни еден час да излезат за дома, тоа никогаш не би ми текнало, но ете, ни се случи. Имате таму дури интересна формулација во Уставот, на пример, ова што ви го објаснав на почетокот, само за собирање за протест е експлицитно кажано дека во вонредна може да се ограничи. Во тој закон, ако отворите, ќе видите правото на штрајк е ограничено. Значи, тоа е дури не устав. Значи, ќе најдете многу интересни работи. После многу често до нас што известуваат медиумите, граѓаните страдаат, каде што самоизолацијата и карантинот се регулирани у Законот за заштита од заразни болести, а од друга страна, во кривичниот законник, гледам дека има многу ентузијастички обвинителства и обвинители, кои што тоа го подметнуваат под формулацијата на како беше повреда на здравствени прописи, нешто така, ама као кривична одговорност, значи не прекршочна, каде што вамо е само парична, овде и парична и можете и затвор да заглавите, а всушност се работи за исто дејство однесување на луѓето и каде што нема преклопување, буквално е истото, па да речете има основи за прекршочно од еден аспект, има основ за кривично од друг аспект и тоа најчесто го тира во однос на луѓето кои што се дали за самоизолација ставени или за полицискиот час. И тоа е навистина за револтирање, особено ако ги видите и сумите кои што се наметнуваат, а при тоа на граѓаните вие им ставате полициски часови кои што се практично невозможни да ги исполните ако условно кажано сте нормално човечко суштество во некоја мера. Да, голем дел од луѓето ќе трпат, ќе страдаат, меѓутоа има дел кои што не може да издржат 3 дена затворени. Ние сите сме различни психи. Значи вие на граѓаните им воспоставувате невозможна мисија и кога ќе ја прекршат некои, аха, сега ќе ме фатам и ќе ме санкционирам со 2000 евра, и ако не ги платите тие 2000 евра, мада во Македонија ја не знам што дури посебно е тоа со казните како луѓето се казнуваат непропорционално, затоа што не е ова Холивуд, па ние да имаме просечна плата не 2000 да биде нешто 50 евра да го кажеш колку е многу пари. Меѓутоа да им наметнувате 2000 евра и нормално тој не може да плати, а тогаш ќе одиш во затвор, нели, према тие пресметките, колку глоба е, колку денови затвор. Значи има многу работи бизарни, меѓутоа не се само бизарни, туку си трагични, бидејќи сето ова влијае на животите на вистински луѓе, на нивните екзистенции, здравје и така натаму, и мора да се седне да се адресира. Сега сите беа фокусирани на вирусот и све ова, оди, меѓутоа се открија многу работи кои што всушност и не се добро адресирани во нашиот правен поредок и во земја која што е во Европа и која што претендира за членство во Европска унија, која што е членка на Совет на Европа, такви работи се недозволиви. И тоа е општо за сите граѓани, а потоа одите уште по-тешко и по-лошо за по-нашто е социјалната хиерархија во општеството, така од побогатите кон посиромашните, затоа што и тука имате, како што реков, различно влијание на овие повреди. Кај нормално кај некои што се најранjivите и најсиромашните, тоа и најтешко се трпи и се поднесува. Има најголеми последици. Апсолутно, да. Сите имаме последици, недозволиво е, ама има сепак, нели, како викаат, 50 нијанси на црното или на сивото. Така е. Баш така. Така е, професор, ќе ви благодарам за овие
вистински информации, за информации кои што мислам дека и ромите и другите сакаат да ги слушнат од личност која што е засегната и ја интересираат и е практично професор за да може да одговори на овакви прашања. Се надевам на следна наша средба, каде што ќе имаме исто така добра емисија. Ве оставам во добро здравје, да се чувате по дома, колку може рестрикциите да се почитуваат, поради тоа што како што и вие рековте, доколку не ги почитуваме, следуваат Да, казни. ама како што кажав, има дивизија кај што не се граѓаните криви, ако целиот муабет постојано е на граѓаните и така ја не се согласувам за тоа, пишувам за тоа. Добра е ова иницијатива да луѓето некогаш самите знаат дека не е во ред, ама викаат добро, ако сите викаат поинаку, може јас сум грешка. Не се во грешка, имаат права, треба да се бунат. Некои работи не се нормални, не се фер. Значи тоа што им кажува внатрешното чувство на правда, обично правото е тука некаде. Така да не ги претуваат различно, но има и друга работа, никој не може на никому да му ги заштити правата ако сам не се бори. Значи не е само да знаете, треба луѓето да реагираат, да пишуваат, да адресираат институции, адвокати, народни правобрици, комисии за заштита, уставни судови, така да не е само до зборењето и знаењето. Инаку ви благодарам. Така, токму и затоа ги направивме овие емисии за да може да видиме. Благодарам за поканата. Читам коментарите апсолутно се во право сите што пишуваат тука некои констатации и коментари. Уште еднаш ќе кажам сега да не се враќаме на некои од тие лоши работи, меѓутоа секој да тера превентива и да си го чуваме и своето здравје и здравјето на сите други и полека да се враќаме во некој нормален живот. Така е, ви благодарам професорке, пак ја валедикутне од јасине и професорка доктор Каролина, која со синеами ги мисафир како авдосуднија Марија емисија. Мене драма дека доста народно кергја лафи, теше сарните хава од ова со ојманѓата истакнеле, баш омарени јамија, кана керела пелафи, ко вактитар и авриалтарнически речипота. Ајде ме мати керав буто кова романе лафи, те керав по обично теше манглате сватиме, но значи манглумте ва керав дека ој доста шукар кергја лафи, ки тешајте те сватина, маре правија, ко вакти или ко времетари вонрено состојба. Сарки Македонија герем ки Европа, одолеске да ва кергјум, викингјум ко самото почеток, са аероменте следене емисија, соске тумаре правија, та не гарантириме законе, уставија, одолеске требала те пенџерален. Тешајте женен тумаре правија, хем сарте заштитинелен ко времетари вонрено состојба, пандемија или ковид дешења, ове на менцар сакана, кој накадатумен информација дека ко уламен следно емисија. А джикенатумен панда бута савки емисија, па одолеске дикенамен, хем сиклемен баш од тумаре нијами. Селаме катар джико Амалипа или Сдружение правни конгуро, селаме джики бираџек организација Ирис, хем нормално ситумен баро селами таро тумаро Рома прес джирикиме.